не од вистинско злато. Што да правам сега? Ми текна. Повикате го мојот братиче Архимед. Тој знае како да ја реши оваа непромислица. Веднаш, кралица. Ваше височество, пристигна вашиот братучет Архимед. Дали да влезе? Нека влезе. Добар ден, кралице. Добар ден, Архимед. Архимед, имам една задача за тебе. Сметам дека круната не е од вистинско злато. Сметам дека ти си доволно паметен за да решиш таа непромислица. Да, кралице, но единствено нешто што може да се направи е прво да се стопи круната, а потоа да се измери незината густина. Никако, непрочуено. Круната е посветена на нашите богови и нашето божество. Тоа е непрочуено. Друго решение нема, но можеби ќе можам да помогнам. Јас ќе верувам на науката, а вие на боговите. Да, баш така. Пронајди го решението, а потоа дојди и демонстрирај ми го. Со сета почет, ваше височество, слава ваша, ќе докажеме дека тие нарени мајковци не се во право. Ти благодарам, Архимед. И како што ви демонстрира вчера, кралица, круната не е од чисто злато, во неја има додавано и сребро. Вчера, кога влегов во водата, видов дека нивото на водата се зголемува како што јас влегував. И така ми текна. Тоа што го открив дека може да ни помогне да ја искористиме за да ја најдеме за фатнината на круната. И така ние ги измеривме. И како што вчера видовте, нивото на водата не беше исто кога посебно ги меревме златните монети и круната. И затоа ви велам уште еднаш, тие лажговци ве излажале. Според ова твое пресудување можам да ги осудам оние лажговци што ми ја дадоа круната. Твојата демонстрација беше правилна и издржана. Ти си моја роднина, а боговите гледаат и слушаат. Секад има правда и секогаш ќе ја има. Ти благодарам, Архимед. Повелете уште еднаш.